Јас би сакала оваа дебата да ја започнам со Искра, која, како што кажав, Е најстара. па не, ја би рекла, веќе 30 години активно работи и се застапува локално, регионално, интернационално. Како ја оценувате улогата на културата и уметноста во создавањето слободни и автономни зони на заедништво, особено во контекст на денешните политички и социјални предизвици? Што сметате дека е потребно за да се изгради вистинска грижа и взаемност во едно општество што се соочува со глобални, но и локални нееднаквости и исклучување? Малце пошироко, па ќе стеснуваме па натака. Да. Фала прво што воопшто фала на Има што ја покренува, што ни го дава просторот кој што ние секако сами си го освојуваме, ама во случајов и ни го подаруваат, ни даваат шанса. И токму од тука би започнала. Каква е улогата? Мислам дека се знае. Уште од 20-те години на минатиот век јасно е со авангардата во уметноста и во културата, јасно е дека се зазема културата за една политичка позиција. И тука нема што многу да се дообјаснува, тоа е место кое што сите го знаат. Сега, од тогаш, па еве после 100 години, каква е улогата во нашето општество и во нашата држава? Она што е тажно е дека навистина се чини наместо да се оди чекор понапред, нели, во независна Македонија, всушност се враќаме некаде пред 20-тите години од минатиот век. Бидејќи овдека се уште, како што и самата во воведот потенцираше, се уште се смета културата за нешто кое што би требало да служи, најбанално да кажем, за разонода. Никако не се разбра значењето на културата како политички агенс, како еманципаторски агенс, како демократизирачки агенс, како субверзивен и критички агенс. Кога велам субверзивен, не мислам, иако ќе почнам кај да мислам после толку години, ама не мислам толку дека треба терористички да се прават акции се уште, но мислам дека ќе тргнам натаму, отидо таму и дојде на работата, но сепак субверзивен во смисла кај нас политичките елити, особено во овие 30 години, а можам да направам компарација малку бидејќи заради мојата возраст фатив малку нешто и во претходниот политички систем, но во овие 30 години не разбира дека треба да ја стимулираат културата како субверзивен, критички, политички агенс, за да може тие да се дефинираат во однос на нашето действување, значи, како културни работници, како оние што создаваат уметничка продукција, нели? Не создаваат сите културни работници уметничка продукција, никако не може да разберат дека е клучно да се создаде тој еден простор на огледален простор на действување од група на луѓе кои што особено действуваат институционално, но и институционално се разбира, во кои што тие ќе имаат дури и алиби за својата немоќ на некој начин. Бидејќи вака, одбивајќи не, ставајќи не под тепих, третирајќи не во стаклена менажерија, како во витрини, третирајќи културата како
не знам, некој артефакт во витрина ставен, нединамично, неживо, без капацитет да комуницира со сите современи општествени страти и сите современи политички действувања, тие всушност, освен што го копаат нашиот гроб, го копаат и сопствениот гроб. Зошто така мислам? Затоа што навистина не може да очекуваат, или може би така сакаат, не може да очекуваат никаков посериозен, посуштествен разговор, доколку не го ослободат овој простор друг за разговор и доколку не му дадат можност да живее и да преживува, се разбира. Значи, мислам, некако навлегувате во второто прашање. Долго се застава дека културата е простор на политички отпор. Да. А кои форми на отпор сметате дека се најефективни во денешните услови на пораст на популизам, национализам, публиката се сведува на бројка, а популаризацијата на одредени историски наративи, значи делумно се ексклузивни, исклучувачки, а понекогаш дури полувистините стануваат се популарни кај нас. И тоа доминира очигледно во националните културни политики. Националните културни политики, може би Роберт повеќе тука ќе бидејќи националните културни политики со честна малку исклучоци во овие 30 години не се културни, мислам, не се стихија, некој цунами. Има некој мал проблесок, како што имаше за време на министерскиот мандат на Роберт, и не можам да се сетам наназад, се обидувам да ја вратам меморијата, може би Благоја Стефановски нешто се обидуваше, покоен сега, ама значи националните културни политики прво не знам, од наслов па натаму се е погрешно ми се чини и нормално сите знаеме дека е мртво слово на хартија. А кои се формите на отпор? Па еве, се обидуваме, мислам, цело време од петни жили се обидуваме да постојано да ги истражуваме формите на отпор. Тие не може да бидат фиксирани, тие мора да се огледуваат и во глобалните и во локалните динамики, општествени и политички, и според тоа да се креираат. Знаете, форма на отпор може да биде и молк на крајот од денот. Мислам, и тоа е кажано во известни ситуации. Тоа е, како да кажам, една позиција на дури на не сакам да го користам зборот, ќе речев револуционерна, се извинува Мартин, дури револуционерна позиција. Што го користам зборот, но навистина формите на отпор, јас мислам дека понекогаш треба да разбереме дека нашиот критички јазик навистина може и треба да биде тишината. Како вели Карл Краус, кој има нешто да каже помеѓу двете, како навестување на Втората светска војна, вели кој има нешто да каже, нека истапи, нека молчи. Бидејќи ние сме во таква ситуација глобална, но овдека во нашава паланка, мислам, ситуацијата е до таму дојдена што само молкот како јазик може да го разберат, ако воопшто разбираат некаков јазик. Значи, реков на самиот почеток, субверзивното критичко действување може да оди, значи, од молк до терористички напад. Сега може би ќе дојдеме и до таква некоја позиција, но не можам во моментот да кажам, бидејќи ние ги живееме, работиме со децени, се обидуваме да ги откриеме сите можни облици на отпор. Ама овие се резистентни. Мислам, нашиве политички елити се резистентни на отпор. Ништо не може да ги сруши. Сега, дали ние може би доволно исто така не знаеме да се самоорганизираме како што треба, зборуваме постојано за автономни зони, но не знаеме да ги негуваме. Јас мислам дека сепак не научивме
вистински да се здружуваме, врз вистински, тоа е критика, јас така мислам, ја барам вината во себе, еве. Не научивме да правиме стабилни платформи, ама сето тоа на крајот од денот пак има врска и со прекарната наша позиција, со економската позиција, особено на независниот културен сектор, бидејќи сега настана огромна разлика помеѓу институционалната култура и оваа вонинституционалната, односно независната. Затоа што тие имаат синдикат, имаат некаков колективен договор, имаат, бидејќи само што ова, значи, јас помнав прекарната позиција, како да имаме сега една огромна класна разлика помеѓу луѓето кои што ја креираат културата, кои што ја создаваат културата. И не може, значи не можеме на исто рамниште веќе да разговараме, живееме во различни светови и не можеме целосно да се поддржиме заедно, да создадеме солидарна зона помеѓу вонинституционалната и институционалната. За мене тоа е огромен проблем. Сега пак ќе кажам, веројатно имаме ние вина што не успеваме до крај или нашиот молк или нашиот крик да ги изведеме како алатки за отпор.